لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Počitovani braća, počitovani sestri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jedno prašanje za site nas. Koga Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao i koga obznanil, deka to je pratenik na islamot, što bilo ona što go odvojuvalo od idolopoklonicite u Meka, a podocna što bilo ona što go odvojuvalo nego i ostanatite muslimani od munaficite vo Medina. Koga pejgamberot alaihi salatu wasalam obznanil, deka stanal pratenik. Една работа е уште на почетокот забележлива, а таа е начинот на кој што пегамберот салаллаху алейхи ва селем му се молел на Господарот субханаху ва таала. Идолопоклониците веднаш тоа го приметиле и веднаш тој начин на однесувањето на пегамберот алейхи салату ва селем им станал чуден. Чуден во кој смисол? Ја виделе сеџдата која пегамберот салаллаху алейхи ва селем ја направил. Го виделе тој начин или таа кулминација или тој феноменален израз на покорност и подчинетост кон возвишениот Аллах субханаху ва таала. Форма на ибадет која што порано никогаш ја немале видено. Не биле навикнати на тоа, а знаеле од нивната надменост, од нивната гордост, од нивната тврдоглавост, дека човекот може да биде најповеќе понижен во ситуација кога ќе се кутне на земја или кога некој ќе го гази или ќе го натера, што ќе го натера во сонароден речник кажано да ја баци земјата пред него. Но кога виделе дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем го прави тоа во намазот, знаеле дека нема да можат никогаш да се изборат против верата на Господарот Аллах субханаху ва таала. Затоа стварта или работата или деталот на иманот кој што ти го гради твоето верување во Аллах субханаху ва таала е што тоа е токму намазот. Намазот е тој кој што те одвојува од тие кои што не веруваат во Аллах субханаху ва таала. Намазот е тој кој што те одвојува од тие кои што со јазик се декларираат дека се верници, меѓутоа нивните срца се празни. Намазот е тој кој што ти ја чува верата во Аллах субханаху ва таала. Да не било така, Господарот Аллах джеле шаануху воопшто не би го пропишал тој пропис за намазот кога рекол: Инна салата кјанет алал муъминина китабен мевкута, и на вистина намазот на верниците им е одреден пропишан во точно одредено време. Вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем, отсликувајќи ја таа убава слика на покорност и подчинетост кон возвишениот Аллах субханаху ва таала. Подготвеноста на верникот секогаш 5 пати дневно, веднаш да му се озве на својот Господар, кога ќе го чуе повикот на хајја ала сала, дојдете на намаз, хајја ала фалах, дојдете на спас. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем вели, кога верникот ќе се подготвува за намаз и ќе си го разубави својот абдест и ќе влезе да клања, вика Господарот субханаху ва таала му ги простува гревовите кои што ги сторил помеѓу двата намаза. Господарот е милостив и кога не повикува во тој намаз, не ни е тоа кажано само за да докажеме дека сме верници или да ја исполниме таа обврска. Напротив, две користи или две поуки од еден пропис. Првата поука е бидејќи му изразуваш покорност, послушност на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала, покорност и послушност која не е карактеристична за било кој човек, за било кој од луѓето, туку само за искрениот верник во Господарот Аллах субханаху ва таала. И втората работа, Господарот не бара од тебе само да му бидеш робот, да му бидеш само послушен во смисол да си избезумен и ништо да не знаеш и да не ја почувствуваш сласта и поуката и мудроста на тие Аллахови прописи, туку што втората поука е која, драги и почитувани мои, да побрзаш преку тој намаз да заработиш прошка од возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Се надеваме дека Господарот джеле шаануху ќе ни прости поради нашето верување, поради нашето искреност, пред се поради неговата милост кон нас и потоа поради намазот кој што го клањаме само поради него субханаху ва таала, а понатаму инша Аллаху таала повторно ќе стане збор
задаја да објасниме темата на намазот, инша Аллаху Теала. Вассаламу алейкум ва рахматуху ва баракату.